Здраво на сите. Јас сум Александра, како што веројатно и претходно ме најавија. Вработена во Deloitte како UI UX дизајнер. И најнапред, пред да почнам со презентацијата, би сакала да се заблагодарам на организаторите што ми овозможија да учествувам како говореник на овој настан онлайн. Многу ми е криво што не сум присутна таму, меѓутоа сигурна сум дека во иднина ќе имаме многу вакви настани, па наследниот ќе имам можност да бидам присутна таму. Како што најавија, значи денеска ќе зборувам за cross-border UX дизајн. И верувам дека на повеќето од нас веќе ни е познат терминот UX дизајн и основните принципи на UX дизајнот и како ние UX дизајнерите работиме на секој детал и се обидуваме на секој начин да го подобриме корисничкото искуство и најчесто тоа е на локално ниво. Меѓутоа, со оглед на тоа што живееме во ера на глобален маркет, ако веќе не сме се соочиле, кога тогаш ќе се соочиме со моментот кога ќе треба да работиме на продукт кој што ќе се продава на глобално место на различни места во светот. И токму тоа е оној момент што носи еден сет на нови предизвици за нас дизајнерите. Токму затоа во овие неколку минути ќе извам некои позначени моменти кои што се битни за тоа како би можеле да го прилагодиме тој продукт за интернационален пазар. Значи, најнапред, што е cross-border UX дизајнот? На многу од нас прво што ќе ни падне на памет е превод на една веб страна или апликација со цел да може да ја прилагодиме за интернационален пазар или за некоја друга држава, меѓутоа cross-border UX дизајнот е многу повеќе од едноставен превод. Во теоријата ќе сретнеме многубројни дефиниции за тоа што е cross-border UX дизајн, меѓутоа наједноставно би можеле да го дефинираме како приспособување на производот за одреден регион со цел да се создаде релевантно и соодветно искуство за корисниците во тој регион, базирано на културните, јазични и контекстуални карактеристики. Сега, cross-border UX дизајнот се состои од три најбитни процеси: локализација, UX дизајн и интернационализација. Најчесто cross-border UX дизајнот ќе го сретнете како локализација, меѓутоа јас тука ги издвоив овие три процеси како побитни за да може подобро да го разбереме тој целокупен процес на cross-border или интернационален UX дизајн. Сега да ги видиме подетално секој од овие процеси. Значи, првиот процес, локализацијата. Локализацијата всушност е самиот процес на адаптирање и приспособување на производот за одредена целна публика, согласно со јазикот, културата и навиките на таа целна група. Локализацијата како процес содржи многубројни моменти, елементи за кои што може да се зборува, меѓутоа тука јас издвоив неколку што сметам дека се како побитни и позначајни за нас, како што се преводот, терминологијата, имиња и титули, насока на јазикот, усогласено со правните норми и единици валути и формат на датуми на време. И накратко би кажала по некој збор за секој од овие елементи. Прво, преводот или јазикот. Значи, кога работиме на некој производ, дали е веб страна или апликација за друга држава, не може само автоматски да го преведеме целиот текст. Значи, секогаш треба да внимаваме преведената копија да го задржи истото значење, тон и смисла. Како што може да видите, тука имам еден пример, кога преведуваме некоја фраза од англиски на македонски, може да звучи многу смешно. Затоа секогаш треба да бидеме внимателни при преводот. Следен елемент би бил терминологијата. Значи, покрај преводот, секогаш треба да внимаваме на некои детали, како што се одредени поими, идиоми, дијалекти и фрази. Тука имам еден пример со кој што се соочив во скоро време. Проектот на кој што моментално работам е за еден систем кој што ќе ги поврзува сите институции во Европската унија, за да можат сите држави да разменуваат документи на барање на граѓаните кога вршат некоја онлайн процедура, например како што е аплицирање на факултет или кога се селите во некоја друга држава, кога треба да вршите некоја процедура за менување на адреса или живеалиште и слично. Значи, проблемот со кој тука се соочивме беше како би го дефинирале поимот документ. И затоа што ние ги даваме препораките на англиски, како за дизајнот, така и за текстот,
сите едногласно рековме, окей, ќе го користиме зборот document, што на англиски, на македонски можеби ќе биде окей и за нас звучи познато. Меѓутоа, по разговор со некои представници на одредени држави, видовме дека во некои држави наместо документ се користат зборови како доказ, како информација. Значи, за овие корисници во овие држави кои би го користеле овој систем, логично би било да прочитаа нешто како потребни се тие и тие докази за да ја извршите таа и таа процедура, или потребни се тие и тие информации за да ја извршите таа процедура. Значи, тие корисници нема да го видат зборот документ, за нив тој збор не е вообичаен за ваков тип на процедури. Понатака, следен документ се имињата и титулите. Знаеме дека имињата се различни низ целиот свет. Во некои култури луѓето имаат дури и по неколку имиња, а некаде пак луѓето преферираат исто така и да користат и титули при нивните имиња. Затоа, значи, кога дизајнираме вакви елементи кои што ќе содржат име, секогаш треба да бидеме внимателни, како на пример формата за регистрирање. Добро би било доколку би имале посебно поле за името, за средното име, за презимето, исто така да имаме опција за додавање на титула, затоа што доколку би имале едно поле, може да се случи тоа да не биде доволно за да се испише целото име и презиме на корисникот, или па кога би добиле повратна информација од таа форма, може да добиеме некое име и презиме од некој корисник од некоја држава што за нас може би ќе биде чудно и не би знаеле што е име, што е презиме во тој случај. Понатака, друг елемент кој што е исто битен е јазикот, значи насоката на јазикот. Сите знаеме дека покрај јазици што читаат и пишуваат од лево кон десно, постојат и јазици што читаат и пишуваат од десно кон лево. Во тој случај, значи самото пресликување на текстот не е доволно, туку треба да го прилагодиме и самиот изглед, дизајн и интеракциите во согласност со самата насока на јазикот. Како што може да видите, тука имам еден пример со апликација на англиски и на еврејски јазик, и како што може да видиме, значи целиот дизајн е всушност пресликан. Значи, ако цената на англиски ја гледаме на лево, на другиот дизајн ќе ја видиме на десно. И самата акција на копчето за лайк дека ни се допаѓа, значи ќе биде од десно ќе се премести на лево, меѓутоа не само тоа што ќе се премести позицијата, туку и самото копче ќе се преслика. Единствено нешто што тука не се пресликува во овој случај се линковите. Значи, линковите секогаш остануваат исти такви какви што се. Следниот елемент би бил единиците, валутите и форматот на време и датум. Значи, тие секогаш треба да одговараат на конвенциите и регионалните преференции и формати. Зошто е ова битно? Прост пример бидејќи тоа би можело да влијае например на состаноците на корисниците, на нивните календари, или пак во некои апликации за банки, доколку не се внимава на валутите, доколку не се внимава како се испишуваат децимални броеви, дали со точка, дали со заприка, значи би можеле да настанат многу катастрофални големи грешки. И последниот елемент од овој процес би бил усогласеност со правните норми. Значи, како што знаеме, секој производ и содржина треба да бидат усогласени со локалните закони, со регулативи, со стандарди на тој целен пазар. И затоа е многу битно да се проверат сите правила и правни акти кога се дизајнира, затоа што тоа би зависеле некои наши дизајни, како што се, например, чекбокс копчиња за давање согласност, или пак дизајнирање на некој поп-ап за давање согласност за обработка на податоци. Следниот процес на cross-border UX дизајнот представува самиот UX дизајн. Во поглед на UX дизајнот, основните принципи, значи на UX дизајнот како таков остануваат централни, со тоа што во овој случај, во случај на интернационален UX дизајн, сите елементи што претходно ги напоменавме и оние кои ќе ги напоменам сега, само го надополнуваат тој универзален UX дизајн. UX дизајнот се состои од три најбитни елементи, да речеме, како што се просторот, значи леаутот, visual identity, идентитетот, брендот и навигацијата и интеракцијата.
сега да ги разгледаме само накратко подетално сите овие елементи. Значи, просторот и односно леаутот, пред да почнеме со дизајнирање, секогаш треба да го земеме во предвид просторот на екранот и претходно да планираме колку простор ќе ни треба за различни јазици. Така, тука имам еден пример за навистина едноставен пример од некоја апликација која што сме дизајниране на англиски, ќе видиме дека дизајнот е совршен, ништо не излегува надвор од границите, меѓутоа, доколку истиот овој текст би го превеле на германски, веднаш ќе видиме дека текстот на германски излегува од границите на дизајнот и во тој случај би значило дека за тој текст не би имало место во овој дизајн и треба да најдеме друго решение како би дизајнирале овој интерфейс. Значи, секогаш треба да пробуваме кога дизајнираме со различни јазици. Или, како некое правило, кое што важи е правилото од 30% повеќе или помалку, односно во превод би значило дека некои јазици ќе бидат, како што се рускиот, например, или германскиот, ќе бидат како 30% подолги од англискиот и обратно, јазиците како што се кинескиот или јапонскиот ќе бидат 30% пократки од англискиот. Значи, може да имаме некоја како ориентација секогаш со англискиот јазик во однос на другите јазици со 30% повеќе или помалку кога дизајнираме. И секогаш, значи, да го ставаме тој простор, таа луфта во дизајнот. Понатака следниот елемент би бил visual identity, значи самиот идентитет на брендот. Ова повеќе може би за UI дизајнери, меѓутоа добро и ние да го знаеме. Значи, не сите иконки и бои би имале исто значење во сите земји, затоа секогаш треба да внимаваме да ги прилагодиме визуелните елементи за да се усогласат со културните норми и преференции. Кога користиме, например, иконки, секогаш треба да тргнуваме од оние што се општо познати секаде, како што е delete или close или save, меѓутоа кога станува збор за некои други иконки, секогаш треба да истражиме за определена акција, интеракција, значи кои иконки би биле специфични за специфичен регион. Исто така, значи, боите не секаде имаат исто значење. Некаде, например, црвената боја може да значи радост или среќа, во некои други држави па да представува нешто како внимание, како опасност. Така, например, во Кина, значи, берзата, црвеното таму значи дека ќе расте, меѓутоа во другите западни земји црвеното значи дека опаѓа. Понатака, сликите исто така треба да се поврзани со корисниците, па добро би било да се користат слики со кои што луѓето може да се поврзат. Значи, треба да избегнуваме слики или графики кои што може да бидат навредливи или збунувачки за корисникот. И третиот елемент од овој процес би бил навигацијата и интеракцијата. Значи, кога работиме на навигација и интеракција, треба да провериме и да се осигураме дека тоа е нешто што на што корисникот е навикнат. Например, копчињата секогаш треба да се најдат таму каде што корисникот очекува да се најдат во тој специфичен регион. Например, како што и претходно напоменавме, оние кои што читаат и пишуваат од десно на лево, за нив, значи и интеракцијата и навигацијата ќе биде, значи, од десно на лево. Значи, например, опчето next за следно би се нашlo на левиот дел од екранот, додека за остатокот од цветот би бил на десно од екранот. И третиот процес е интернационализацијата. Интернационализацијата е всушност процес на подготовка на самиот софтвер за поддршка на локални јазици и културни поставки за другите јазици. Ова обично го прават значи девелоперите и софтвер инженери. Тука не би се задржала многу затоа што овој дел е доста технички, меѓутоа би сакала само да го напоменам за да имаме некаква представа што представува и што се случува во позадина. Значи, издвоив 3 елементи кои што се најбитни за институционализацијата, како што се Unicode characteristics, additional feature support и organizing the source code.
Unicode characteristics, тоа значи дека кога се гради систем, системот треба да поддржува Unicode characteristic encoding, кој што ќе овозможи прикажување на различни знаци и скрипти што се користат на различни јазици. Што значи тоа во превод? Значи да може системот да ги прочита сите јазици, сите азбуки, како што се кирилицата, латиницата, кинеските букви, јапонски букви, значи сите можни знаци што постојат. Понатака, треба да постои дополнителна поддршка за работи кои што би се јавиле подоцна, значи да се обезбеди поддршка за функции и фичерс што би се активирале кога ќе се јави потреба од тоа, односно кога се случува самиот момент на локализација. Како на пример, што спомнавме претходно, поддршка за двонасочен текст, значи читање од десно на лево, таа поддршка треба да се додаде во самиот документ на кодот. Значи треба да постои уште од самиот почеток. И трето, организирање на изворниот код. Тоа вклучува всушност складирање на одредени елементи како што се тексти, слики и други елементи за кои што е потребна локализација во посебни датотеки со ресурси, што ќе овозможи нивно лесно ажурирање кога ќе се јави потребата од локализација. Значи не треба да се менува целиот изворен код, туку ќе се менува само тој специфичен дел од кодот. И за крај, може би сите се прашуваме што ќе ни треба за да успееме во овој процес. Би рекла дека сите овие процеси, како што се локализацијата, UX дизајнот и институционализацијата се потребни за cross-border дизајнот. Сега тука иствоив неколку како совети што би ни биле корисни кога работиме на ваков тип на производи, како што се дека локализацијата треба да имаме во предвид уште од првиот ден. Ова е особено битно да се прави од почетокот за да се избегнат некои дополнителни трошоци и потешкоти што би можеле да се јават во понатамошниот развој на продуктот, затоа што доколку не обрнеме внимание уште од самиот почеток, подоцна ќе се јави потреба од адаптирање на тој производ и тоа ќе значи дека ќе треба да се смени целиот дизајн и да се смени целиот код. Ова е исто така битно и за менаџерите на проекти, затоа што не секогаш во тимот ќе има специјализирани луѓе кои што ќе разбираат локализацијата. Исто така и дизајнерите кои што ќе работат на продуктот и девелоперите можеби за нив нема да биде познат овој процес на локализација, па затоа е добро менаџерите унапред да знаат кога работат на интернационални проекти, да го имат ова во предвид и да ги насочат дизајнерите и девелоперите уште при самиот почеток на дизајнирање и креирање на кодот. Понатака, добро е да ја знаеме таргет групата. Значи треба да се направи добро истражување, кои се корисници, каква е нивната култура, какви продукти преферираат, дали Android или iOS, дали сака да користат повеќе смартфон или десктоп компјутери, дали пишуваат од десно на лево и обратно. Значи сите детали, сите карактеристики кои што ќе може да ни помогнат да го издизајнираме продуктот. Понатака, исто така од големо значи и креирање на флексибилен дизајн кој што помага да се олеснат измените што може да станат неопходни по тестирање со различна меѓународна публика. Тоа, например, би значило секогаш да оставаме, како што и претходно напоменав, мала луфта во дизајнот, во случај кога треба да преведуваме, па текстот би бил подолг и слично. Исто така, тестирањето со реални корисници од суштинско значење, за да се идентификуваат долготрени проблеми. И тоа што е интересно во овие меѓународни проекти, секогаш има повеќе тестирање од што е вообичаено и секогаш има тестирање со различни корисници. И специфично што ако тој продукт се продава во различни држави, значи секаде со сите корисници од различни држави ќе треба да се спроведат различен тип на тестирање. Значи ќе се поставуваат различни прашања, ќе се состават различни скрипти за тестирање за секој специфичен корисник во секоја специфична држава. И за крај, не треба да правиме претпоставки, значи не треба само да правиме некое општо корисничко истражување. Секогаш треба да истражуваме во повеќе земји, да разговараме со луѓе од тие земји, значи да ги видиме нивните потреби, да видиме како тие се однесуваат, треба да зборуваме директно со нив, затоа што само на тој начин, ако зборуваме директно со тие корисници, само на тој начин можеме да добиеме многу
поверодостојни и реални информации отколку она што може да го најдеме на интернет. Тоа би било мојата презентација за денес. Се надевам дека добро ме слушавте сите. Фала ви многу, мило ми беше што се дружевме и се гледаме.